Денеска сме во аеродром, исто така бевме во Кисела вода, потоа имаме и средба со граѓани. Во центар јас би сакал да издвојам нешто од нашата програма која е во фокусот на аеродромците, тоа е загадувањето на воздухот. Како што многу пати имам кажано, град Скопје секогаш ги третира симптомите наместо изворите на загадувањето и го посочува прстот кон сиромашните како тие да се криви наместо да ги третира изворите, затоа нашата борба би била на повеќе фронтови. Пред се треба да се чистат улиците редовно и да се воведе автоматски систем на чистење на булеварите. Понатаму инспекцијските служби во град Скопје треба да се окрупнат затоа што нема доволно инспектори и тие работат во субоптимални материјални услови, треба да се обезбедат работни услови за нив, да се набават дронови за да можат ефикасно на терен да ја обавуваат својата работа, потоа треба да се направи регистар, тоест попис на зелените површини во град Скопје и сите зелени елементи за да имаме увид едноставно за зеленилото во град Скопје и најважно од се треба да го зајакнеме инспекцијскиот надзор во полза на соработка со Министерството за животна средина, затоа што граѓаните на град Скопје мораат да знаат дека инспекцијските служби на градот немаат лиценци да вршат инспекцијски надзор над индустријските загадувачи кои се број еден загадувач. Многу пати ние зборуваме дека домакинствата биле проблем, ова било проблем, тоа било проблем. Не, индустријските загадувачи се фокусот на кој треба да се фокусираме и меѓу другото сакам завршен коментар да дадам. Ако го решиме јавниот превоз, најголем дел од аерозагадувањето со автомобилите ќе престане. Инаку чувствуваме секаде позитивна многу атмосфера и се појасно станува дека веројатно влегуваме во втор круг.